Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Како што веќе знаете, на седница што ја одржа вчера владата, донесе одлука, почнувајќи од денеска, да се ограничи движењето на граѓаните. Одлуката е донесена на предлог на Комисијата за заразни болести во Министерството за здравство. Верувам дека скоро сите знаете што значи тоа ограничување на движењето, меѓутоа еве уште еднаш да ве потсетам што значи тоа. Имено се забранува движење на граѓаните од 21 часот навечер до 6 часот следното утро. И тоа ќе важи секојдневно се до донесување на друга одлука на владата. Ваквата одлука на владата е пред се донесена за заштита на животот и здравјето на граѓаните, а потоа и за спречување на понатамошното ширење на вирусот COVID-19. Инаку оваа забрана важи за сите со исклучок само на оние лица кои имаат потреба од итна медицинска помош, животозагрижувачка состојба и лица кои имаат потреба од диализа, и тоа исклучува во присуство од најмногу 2 лица. Доколку вакво возило биде запрено од страна на полициските службеници, дополнително ќе се провери оправданоста на излегувањето и превозот до здравствената институција. Со оваа одлука се ограничува и бројот на дежурни аптеки и надлежните институции имаат обврска да назначат аптеки кои што ќе дежурат во наведениот период. Такси компаниите се задолжуваат да воведат дежурство со ограничен број возила, а индустријските капацитети се задолжуваат своето работно време да го прилагодат на ограничувањето на периодот во кој што е ограничено движењето. Уште еднаш сакам да потенцирам дека овие одлуки се донесени со цел заштита на животот и здравјето на граѓаните на нашата земја и поради тоа што мерките што претходно беа донесени не беа во целост почитувани од одредена група на пред се несовесни граѓани. Затоа нужно беше воведување на овие порестриктивни мерки. Ги повикувам граѓаните да ги извршуваат своите обврски согласно дадените препораки, согласно упатствата на медицинските лица и секој пат кога излегуваат да ја користат заштитни маски, заштити на раквици и да избегнуваат блиски контакти со други лица, онака како што се препораките на Министерството за здравство. Воедно ги информирам граѓаните дека координативниот штаб на владата ги задолжи Министерството за внатрешни работи, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за транспорт и врски, кои во координација со економските ресори ќе изготват листа на субјекти кои поради специфичноста на извршување на дејноста која е неопходна за нормално функционирање на секојдневниот живот, ќе им биде дозволено движење. За таа цел, пред малку заврши работниот состанок, на кој утврдивме дека исклучоците од ограничувањето на движењето ќе важат за вработени во армијата и полицијата, потоа за одредена група вработени во здравство, контрола на летање во македонска навигација, основното јавното обвинителство се мисли на дежурните обвинители, дистрибутерите на стока и храна, вработените во обезбедување и вработените во телевизиските куќи. Секако, доколку постои потреба од итност, листата на субјекти чии вработени се исклучени од наредбата може да се надополни. Сигурно тоа ќе биде по преходна согласност од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. Дозволата за движење во наведениот период ќе издава МИОА и тоа во пишана и во електронска форма, при што веродостојноста на ова издадена дозвола за движење ќе се утврдува преку баркод. Напоменувам дека оваа потврда е задолжителна и за останатите категории кои беа опфатени со одлуката на владата, а кои се дел од исклучокот за ограничување на движењето, односно интервентните екипи во ЕВАНА, телекомуникацијските оператори, водовод, јавните комунални предпријатија и сите други неопходни институции. Очекувам овој систем да издавање на електронски печатени дозволи да профункционира најдоцна во текот на утрешниот ден. Инаку сакам да ве информирам дека пред малку оставив работна средба со сите началници на секторите за внатрешни работи, а во однос на мерките и активностите кои ги презема МВР, при што ја информирам јавноста дека полициските службеници контролата на ограничувањето на движењето на граѓаните ќе ја спроведуваат преку патролно обезбедување и преку поставување на пунктови на одредени локации на територијата на цела држава. Полициските службеници ќе патролираат со обележани полициски возила со звучни и светлосни команди за предупредување на граѓаните.
При тоа во спроведувањето на контролите активно ќе бидат вклучени како униформираниот дел, така и оперативниот, односно цивилниот дел на полицијата кој има полициски овластувања. Ве информирам дека лицата кои ќе ја прекршат одлуката на владата за ограничување на движењето ќе бидат спроведени во полициска станица и кон истите ќе се бидат поднесени соодветни пријави. На крајот апелирам до граѓаните да ја почитуваат одлуката на владата, а до полициските службеници апелирам со максимална посветеност да придонесат за спроведување на одлуката и современо водејќи сметка за сопственото здравје. Во интерес на зачувување на здравјето и животот на граѓаните, во изминатиот период, а во рамки на сите тела на владата, ви информирам дека барав построго ограничување на движењето на граѓаните и понатаму ќе инсистирам одлуките кои ќе се носат да бидат во таа насока. Почитувани граѓани, доколку се придржувате на препораките на стручните медицински лица, доколку ги следите упатствата на надлежните и ја почитувате одлуката за ограничување на движењето, си помагате самите на себе, а и на институциите да помогнат во спречувањето на ширењето на вирусот COVID-19. Верувам дека никој од нас не сака сликите од европските земји, а кои се поврзани со коронавирусот да ги гледаме и тука, на нашите улици и во нашата држава. Само сплотени, единствени и одговорни можеме да успееме во тоа. Останете дома и спасете живот. Ви благодарам.